Култното домче во Тафталиџе некогаш беше препознатлив објект по својата архитектура, градба, зеленилото наоколу, содржините што ги нудеше. Беше сведок на едни добри стари времиња. Се сметаше за дел од урбаното градско јадро и духот на населбата. Последниве неколку децении пак е пример за една грда слика. Ние имавме една иницијатива, уметнички проект кој што уште постои во некоја форма и го насловивме градот како сцена изгубени модернистички утопии. Значи некако домче може да се каже дека е некоја изгубена утопија. Гледаме во која состојба се наоѓа веќе подолго време. Но од друга страна па и сведок на едни значајни времења за општествени и нови архитектонски. Како објект е прилично специфичен, особено бидејќи е местна заедница, културен дом, но во бруталистички стил. И тоа е баш уникатен објект, уникатна зграда. Ние во некои истражување, споредувајќи со други објекти и згради во Скопје, малце и се шегувавме дека домче можеби е најмалиот бруталистички објект на светот. И затоа можеби треба да го зачуваме. Прилично значајна зграда од архитектот Кирил Муратовски и особено па значајна бидејќи припаѓала на заедницата. Така што баш една симбиоза помеѓу простор, архитектура, град, мало. И не случајно го викале граѓаните домче. Значи го чувствувале како сопствен дом. Јовановски објасни дека имало неколку обиди да се заживее повторно овој објект. Ние неколку иницијативи интензивно кои што ги правевме изминатите 4-5 години, сега во голема соработка со локалната заедница, така Љупа и некоја екипа кој што го користело просторот, во соработка со студенти од архитектонски факултет, но и факултетот за драмски уметности, реализиравме неколку активности. Баш во насока на подигнување повторно на темата за значајноста на домче како некој културен центар, локален центар за заедницата. И во тие истражувања направивме многу интервјуа и практично свативме дека ова место тоаш било вистински реален живот кој што го обединувал малото, кој што во моментот не постои. Дали постои можност да се да биде повторно корисно? Ја мислам дека да, бидејќи не е голем објект. Само е прашање на некоја, би рекол, можеби иницијатива на општината или некоја комбинација од иницијатива помеѓу граѓански сектори и некои јавни институции да повторно се врати во живот. Бидејќи е значаен, а и како архитектура е многу значаен. Можам да спомнам дека голем интерес за домче има и интернационалната професионална заедница, особено на архитекти и театарџи. Ние работевме еден цел проект кој што се викаше Активен град и активни граѓани со центарот и Националниот центар за Институт за уметност и Пражко квадриенале од Прага, кој што покажа голем интерес за овој тип не само на архитектура, но овој тип и на здружување. Тоа наследство на југословенско наследство на локални местни заедници кои што на некој начин го артикулирале политичкиот културниот живот и во таа смисла мислам дека домче е екстремно значаен како просторен гест, ќе кажем, не само архитектура. За тафталиџани, домче, како што го нарекуваат, беше центарот на сите случувања. Во него се случувале првите свирки, првите уметнички почетоци, се случувале првите љубови. Од секое ќоше излегуваат спомени. Да се влезе во домче беше случување, мислам, внатре имаше библиотека каде што сите членувавме, одзимавме книги. Имаше се сеќавам, имаше една сала за каде што игрорна група имаше, каде што се настапува, театарски представи се правеа. Имаше сега колку што се сеќавам, многу време има проминато, мислам дека имаше некоја табла за пинг-понг, да. Значи тука исто одржуваа концерти, проби, хорот Румени булки. Тој носеше награди од цела Југославија, тогашно и од Македонија, мислам, не беше воопшто локален, беа многу познати заедно со хорот Лазо Трповски, беа можеби двата најдобри хора во Македонија и во тогашна Југославија. Домче, тука правеа матурски. Ние не правевме, мојата генерација правеше во салата во Коменски, но се сеќавам, сестра ми полуматурската забава ја правеа тука во домче. Значи,
Ова беше баш центар кај што се случува, знаете кои оние важни битни работи во животот, нели кога стануваш, завршуваш школа, стануваш пионер, во тоа време беше мислам нешто многу големо, значеше многу ред други работи. Значи еден центар каде што имаше кутаки, катче за пензионерите и за постарите, значи сите тука. И на страна местна заедница, значи све што требаше, сите работи околу местната заедница, тука се завршува, тука почнува, тука завршува. Ја тука ги доживав првите своји 5 минути на слава, додуше и последните, ели? Тука го глумев другарот Тито у една представа, како се викаше, бомбашки процес. Една од 600 В, значи тоа било пред 40 години, ми даја на очарчиња и сите ме сака, ама 5 минути. Абе све беше тука, што знам, све. Интересно беше. Немаше каде и тука се збирав. Од велелепно здание, домче денеска е извор на зараза и собиралиште на зависници. Тафталиџани со носталгија и многу љубов зборуваат за него. Би биле многу среќни доколку се успе да се ревитализира овој објект, да му се врати стариот сјај и значење.